Добро вечер. Се наближува времето на стартот на Чум. Прашање кое ги инкорпорира сите дилеми, неизвестности, сите надежи, оптимизам и негации. Тоа е време во кое, веројатно, секој поединечно и сите заедно ќе треба да си ги даваме одговорите на нашата реалност. Поштовани гледачи, во изминатиот период ја почувствува вашата енергија во неколку телефонски парламентарни сеанси во ноќните часови и мислам дека постои се уште енергија кај вас гледачите да ги соопштите становиштата за актуелните состојби во земјава. Граѓанскиот форум на еден телевизија ќе направи обратен редослед. Наместо постојано гостите кои делуваат, действуваат, кажуваат во ова маси на оваа средина, вас ви упатувам покана, поштувани гледачи, наредниот вторник и наредниот четврток да се јавите и да бидете гости во студиото на еден телевизија. Се разбира, оставете ги вашите телефони на нашиот оператор, на нашите во режијата, и јас лично ќе ви се јавам и ќе ве поканам и ќе разговараме за што би требало да дебатираме. Чум може да биде ваш искрен форум за дебата. Барем јас така се надевам. На крајот на криштата, ако не го предизвикам вашето внимание, јас искрено морам да ви кажам дека ништо нема да стане од мојот обид за ребрендирање на емисијата што ја правев пред околу 15 години, која на одреден период, во еден значаен период, беше вистинска граѓанска работилница и граѓански парламент со учество на стотици гости на разновидни теми. Овој пат мислам дека ја имате, не ви го поставувам прашањето, ја имате провокацијата што на одреден начин значи некаков мој личен опис и јас сум подготвен да ги чујам вашите први становишта. Уште еднаш ви повторувам, додека не го добиеме, додека не го споставиме нормален телевизиски диалог, дека ве канам наредниот вторник, особено наредниот четврток, кога би требало дефинитивно да стартува Чуму со еден телевизиски амбиент, да бидете гости, не, да бидете соучесници во дебатите. Немам намера да бидете публика, имам намера да бидете активни учесници во случувањето и во дебатирањето со моите гости. Добро вечер за првиот гледач. Добро вечер. Повелете. Вака се честитки за оваа идеја, ти као врвен новинар, и да се огледаат и другите телевизии, да ги викнат еднаш и гледачите во емисија да бидат и едноставно да го кажат гласот на народот. Јас би кажал неколку, да кажеме, во врска со неколку актуелни теми, би кажал само како идеја што би можеле гледачите да се вклучат и сега и кога ќе биде тоа во живо со нив. Например, во врска со беше актуелен Груевски со бегството. Јас лично би му честитал на него, затоа што секој кој што има пари и кој што има можност би одабрал сигурно да оди да избега отколку да оди во затвор. Така да не треба да се обвинува човекот, ја би му честитал затоа што успеал тоа да го постигне. Вика дека многу украл пари, а не видовме дека има украдено пари. Не видовме да викнете гостин од финансова полиција и од стопански криминал, од не знам од каде, да каже дали е возможно да се испита не само на Груевски капиталот, ако воопшто го има надвор, што збореа Белизе, не знам каде. Значи, гостино да каже дали има механизми во светот, дали е тоа Интерпол, дали е полиција, да се открие тој, да кажеме, капитал што се зборува дека е во банки, во не знам какви фирми, надвор, не знам каде. Значи, дали е тоа воопшто возможно? И не само за него, него за сите други во Македонија, што преку ног станаа милионери. Ти предлагам да отвориш најважната тема, закон за потекло на имот, конфискација и големи казни за сите апаши.
тука лежи основата на се што ни се случува катастрофално, сите аномалии. Од корупција, од големи разлики помеѓу богати и сиромашни, се побогати, се помалце, се побогати и се повеќе се посиромашни. Тоа ги ствара сите аномалии, ствара проституција, ствара да кажеме корупција, ствара полтронство, ствара сите аномалии, анормални работи ги ствараат тие материјални разлики. Средната класа е уништена поради тоа. Тоа е причината зашто тие постарите знаат во Југославија многу поубаво се живееше него сега. Затоа што немаше големи материјални разлики, имаше поголема љубов, поголемо другарство, бракови повеќе, да кажеме, од љубов отколку од корист, материјален интерес, пријателства исто така. Значи, суштината, основата е тоа, како да се земе све што е украдено овие 27 години. Знаеме дека, поготово во политиката, градоначалници, министри, без фирми станаа милионери. Како е возможно тоа? Значи, многу е просто. Судот, ако го чекаме, он ќе бара докази материјални, а тие не се толку наивни да остават материјални докази. Значи, поентата е само закон за потекло на имот, тоа многу лесно може да се регулира. Едноставно, јавното обвинителство да влезе, да покрене на едно копче, што се вика во катастарот, да види кој има колку имот, исто така и во банките, и одма секој што има ненормално повеќе него од оној свој личен доход, да се повикан да потпише, да пополни изјава од каде му се тие пари. Ако не може да го докаже тоа, одма конфискување, одма што се вика во затвор, а сите тие што имаат надвор пари, тој механизам ако се воспостави дека имаат надвор големи пари изнесени, многу едноставно, доживотен затвор, ако ги врати парите, ќе му се намали знатно казната и самиот ќе ги врати тие пари. Тоа е многу едноставно. Само ме молам, еден момент, бидејќи да не биде ова монолог, еве јас да учествувам заедно со вас. Да, кажите све што треба. Не се, во заедничката провокација. Да. Прво, на почетокот ректе дека го оправдувате бегството на Груевски. Заведнаш потоа една цела тирада на тоа дека сите апаши, конфискација на имот, потекло на имот и така натаму. Само да ја потсетам дека пред некој ден овде беше еден од ветераните во македонското судство, председател на Врховниот суд Дане Илиев, кој оваа идеја ваша ја искажа врз основа на обвинителните акти и против за 27 април, а и особено за прислушуваните разговори и сознанијата дека се работи за големи криминали. Тој рече на судиите и на судството им стојат мерки за конфискација на имот. Штом влезат во процедура обвинителните акти, треба да се конфискува имотот било каде, било кога и било зашто. А што се однесува до ова ваша идеја дека финансиската полиција треба да го истражува, од она што јас скромно читам и знам понекогаш, дека ова се најделикатните дела за откривање. И за ова треба недоволна е нашата финансиска полиција, и кадрските ресурси, и интелектуалните, и истражувачките. Овие во принцип работат врз основа на колективни акции, на добра соработка, на взаимна соработка со меѓународните соодветни институции, Интерпол, федералните бироа и така натаму. Еве, тоа е мојот принципиален диалог со вас. Инаку ви благодарам на серијата сугестии. Може ли да одговорам само? Погалете. Вака, накратко ќе одговорам на два начини. Мислам за двете работи, едното за Груевски, едното ова за финансова полиција. Добро. Прво за Груевски, јас го фалам затоа што секој нормален исто би постапил, доколку има можност и пари. Тоа е нормално и не треба да бидеме завидни тука. Него каде е проблемот во врска со бегството, тоа не го кажав. Проблемот не е во Груевски, проблемот не е во полицијата, проблемот е во судството и во јавното обвинителство. Едноставно треба да има закон.
доколку јавното обвинителство не поднесе барање за вакви големи случаеви, лицето кое се суди, да му се даде притвор, или доколку побаре јавното, а не даде судот, како оди таа нивна процедура, доколку избега тоа лице, по автоматизам тоа судијата или јавниот обвинител треба да сноси кривична одговорност и да се суспензира од работа и никогаш веќе да не ја работи таа работа и кривична одговорност да има. Ама тоа не е прашањето на кривичната одговорност. Прашањето на што јас ви го реков... Може ли да докажам? Не, само еден момент, на господинот Илиев. Што ми избега конфискација на целокупниот имот? Да. Тоа е една мерка, али многу е важно да имаат притвор, да добијат притвор тие лица. Доколку не им се додели притвор од страна на судот, нема врска полицијата. Судијата или јавниот обвинител, доколку не издействува да добие лицето што ќе избега притвор, тоа лице доколку побегне, било кое лице криминалец, а да не збориме од голем калибар, во тој случај да имаат тие лица одговорност, судијата или јавниот обвинител. Дали се разбираме? Добро, ви благодарам многу, само еден момент. Многу ви почитувам и ми правите кейф за провокација за разговор, но да го препуштиме овој аудиториум и следните наши гледачи. Ако сакате, можете уште еднаш повторно, ако некој ве испровоцира или ако некој ви даде уште дополнителна идеја, да се јавите. Следниот наш гледач. Ало, добро вечер. Добро вечер. Века, околу бегството на Груевски тоа беше и очекувано и нормално е човек кој има многу пари, да не мора да седи во затвор, сигурно дека се обиде да бега. И тоа било организирано долго време. Не верувам дека полицијата не го имала под надзор неговото место на живење. Меѓутоа, и тој го знаел дека го надзира, така да тоа е добро испланирано бегство во секој случај. Имаше некоја спекулација, не знам колку е точно, дека наводим рекол на обезбедувачот да во 9 да го чекаат ова, дека тие неговото неување го пријавиле дури во попладневните часови, што значи дека и со нив тоа веќе било однапред договорено. Ве молам, само не се оддалечувајте од микрофонот ваш на телефонот, зашто од време на време ми се губите. Повелете. Добро, ви благодарам. Бидејќи го исклучив тонот на телевизорот. Добро, на телевизорот, добро што сте го исклучили тоа. Да, повелете. Така. Што се однесува до вака, генерално, јас не сум стручњак по право, меѓутоа не ми е јасно како во нашата држава секој може да одговара за своите постапки, освен судиите. Мислам додека не оди некој судија или обвинител во затвор, не верувам дека ние ќе можеме да се оправиме како држава и да функционираме како правна држава и понатаму. И една генерална забелешка, општо вака сакам да кажам, до вас како медиуми и до сите медиуми. Постојано едни исти аналитичари, не знам како да ги кажам, политиколози, комуниколози, како се не се нарекуваат, со години постојано едни исти излегуваат на телевизија, дури понекога се случува некој аналитичар да стане од една дебатна емисија, затоа што мора да оди во друго студио. Мислам дека треба да се малку прошара таа слика, да малку и други луѓе доаѓаат на овие емисии. Јас морам да ви кажам дека имате апсолутно право. За говорник сум и тоа сега ќе го правам многу почесто. Не е Скопје единствената каптажа на умот, на експерти и така натаму, и мислам дека ние грешиме воопшто како новинари, вклучувајќи само критиката кон себе, да не се лоцираме и дислоцираме во двата универзитетски центри Штип, потоа Битола, третиот во Тетово и така натаму, но не е проблемот само во таа мала група која вие велите со право дека шета од екран на екран. Затоа јас се обидувам да ја промовирам идејата на овој граѓански форум. Затоа, не знам дали на почеток ме свативте, јас ве канам, ако сте подготвени, оставете го телефонот, ќе ви се јавам, ќе разговараме. Кога ќе почувствувате потреба, ова студио е отворено за вас, тогаш кога јас ќе ги работам емисиите во четврток чуму. Повелете, сега продолжете. Исто така, сакам една моја перспектива, моја гледање да дадам на политичката состојба во Република Македонија. Прво сега моментално на власт е Социјалдемократскиот сојуз и коалиционите партнери. И можеме да ги фалиме, можеме да ги критикуваме,
тоа е и нормално, нели така, тоа е и демократија и затоа и служат медиумите. Од друга страна, како алтернатива нам се нуди најголемата опозицијска партија ВМРО ДПМН. Сакам да упатам една искрена порака до членовите и симпатизерите и раководството на ВМРО ДПМН. Се додека ДПМН и раководството стои зад минатото раководство на Груевски, мислам дека никогаш нема да дојдат на власт и нема да бидат алтернатива на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Дури се случи еден интересен газ кога Мицкоски застана зад овие што беа однесени во притвор, а не застана зад Мијалков од причина што тој бил испучен од ВМРО ДПМН. Замислете, ако една партија стои за правната држава, значи таа треба да стои за сите. Доколку има став, треба да биде тој став еднаков за сите. И за прв пат на телна телевизија анкет да покажа 40% недоверба во ниеден од лидерите на политичките партии. Тој процент обично се движеше некаде околу 30 на 28 до 32. Значи, мислам дека има и подлога моментално во Македонија да се отвори некоја трета опција. Делно во Бугарија, во Србија дојдоа и други трети опции на власт. Македонија, за жал, ја немаше таа свеќе до сега. Меѓутоа, мислам дека сега има таква шанса, доколку има, се разбира, доколку има некоја јадро на интелектуалци кои би можеле тоа да... Јас ви се извинувам заради грипозноста. Повелете. Па, не би сакал и многу време да одземам, меѓутоа тоа е... Се плашите да не ве заразам? Не. Од грипот, не. Добро, што привршуваме? Јас сакам уште еднаш да ве подсетам вас и сите следни што ќе се јавите. Доколку сте подготвени, еден фин, толерантен, домакински муабет. Оставете го телефонот, јас ќе ве поканам лично, ќе ви ги соопштам темите, дојдете, дури и понекогаш јас и која ќе видите, која ќе отворам чуму, таа ќе биде отворена. Можете да не најдете на каде сме, можете да дојдете, сите што дојдат. Јас сум подготвен да го отвориме студиото во една целовитост, се разбира, неам намера да правиме митинзи на ВМРО, СДСМ и така натаму, туку како тоа обично чаршијата вели, правиме муабет за се она што нас не обкружува. Ако сте подготвени бујном, оставете го телефонот, ви благодарам што се јавивте. Следниот наш гледач. Добро вечер. Ало? Да, повелете. Добро вечер. Повелете. Се сложувам со првиот гледач дека навистина треба да се донесе закон за потекло на имот. Затоа што овде не оди вака, ако продолжиме со криминалот. Но би се јавив заради тоа што сакав и претходно сакав да се јавам веднаш по гостувањето на Александар Литовски во врска со жртвите на комунизмот во студиото на Саша Ордановски, каде што вика дека жртви на комунизмот не постоеле. Само ќе бидам кратка. Ево, да кажем дека на Дневник на 5 април 2006 година објавено е дека државата им се извинува на жртвите на комунизмот. Се извинувам, ја не сум забележал и запикасил таква изјава во студиото, нити па таква констатација од Саша Ордановски. До толку повеќе што тоа е... Не од Саша Ордановски, Александар Литовски, кој беше гостин. Добро, повелете, ке проверам, извинете. Да. И тоа во неколку наврати го има изјавено доктор Александар Литовски, доктор по историја. Значи, нека не прави наменска историја, како што му одговара, така да парафразира. Мислите на историчарот Литовски? Да. Добро, извинете, повелете. Да. Затоа што навистина не смее да се игра со емоциите на потомците на жртвите на комунизмот. Жртви на комунизмот имало, постоеле, 49 година, и навистина болката до ден денес трае. И ја цитиравте одлуката од 2006 година за извинувањето, тоа е доволен доказ. Значи, на 5 април, во Дневник 2006 година, државата им се извини на жртвите на комунизмот. Добро. Значи, не смееме ние, ако еднаш државата му се извинува на жртвите на комунизмот, не смееме да сикаме со нивното чувство.
Посебно со чувствата на потомците, затоа што покрај целост и ужас што го доживеа и на Голиоток и во Идризово, кои што беа затворени, значи покрај се што им беше одземено и имоти се, покрај тоа што во времето после беа тотално девалвирани, затоа што претежно беа тие интелектуалци луѓе, школувани во Франција, Швајцарија и така натаму, а тоа беше плячка под плаштот на некаква си идеологија. Значи се уште некои имоти не се вратени и се уште некои луѓе од црвената буржуазија сакаат да си играат играчки со емоциите на нивните потомци. Добро, ви благодарам. Јас морам да ви кажам дека во име на Саша Ордановски не можам ништо да кажам, но ќе му предачам ова ваша на Саша Ордановски, јас само ваша критика и би било добро ако и за него биде интригантно да извадиме таа изјава на господин Литовски па да видиме дали е баш во тој контекст кажано. Иако јас се согласувам со неколку пати господинот Литовски се има така обратено. Добро, ви благодарам многу. Имате ли што нешто? Благодарам. Не, благодарам. Благодарам многу. Добро вечер за следниот гледач. Поштовани гледачи, во теке своевидниот форум на ЧУМУ. На оден начин и за мене и за вас е тоа тест дали сте подготвени студиото да го отвориме целосно. Некој од гледачите рече доста ми е од експертите кои се вртат од екран на екран. И јас не викам дека и тие не требаат, напротив, се важна алка за демократизацијата на јавното мислење. Но јас лично мислам и како автор, и како водител, и како јавна личност, дека е време студиото да го пополнуваат дел од нашите граѓани кои сакаат, освен со телефонски јавувања, своите становишта пред камените, со лик, збор, да ги кажат и да дебатираме. Дали имаме следен гледач? Ало? Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Се јавувам од Крива Паланка. Добро. И сакам да зборам во врска со Груевски. Груевски остави таков печаток кај нас граѓаните дека манипулира, ги подценуваше опозиционерите кога одевме на марш и секаде. Ѓорѓи Иванов исто и тоа е. Значи, не се сложувам со ваквата реторика што ја има пред опозицијата. Значи, би сакала да кажам да тоа е, да не се повтори. Значи, се виде Груевски дека си работи за својот джеп, а сега Скопје што се гуши во како да кажам, во загадувањето на воздухот. Во загадувањето, да. И тој умртвен општо Скопје нема каде да дишат, зграда до зграда. Па тоа а се наоѓа во котлина. Значи би требало тука некои работи да се исправа. Тоа се негово дело. Скопје го направи, значи камен град. Чекај да ве прашам нешто. Вие рекоте дека сте од Крива Паланка? Да. Крива Паланка е, речиси, подпланинско градче. Чисто е, предполагам, нели? Да. Куманово, јас сум од Куманово, само во Крива Паланка мажена. Значи, у Крива Паланка сте мажени, така? Да. Па значи е редно ние скопјаните да почнеме да доаѓаме во Крива Паланка, ако сакаме ништо друго, бар да живееме во нормални еколошки услови. Повелете го, имаме калин, камен. Ја мислам дека толку многу сите се нацрцкавме во Скопје, што веќе сами себе си пречиме. Не сакам никого да навредам, него споредувам јас живеам за вас ми е за граѓаните на Скопје ми е мене зборот. Јас се согласувам. Значи, недужни луѓе за Груевски што им го направи ова, и го плаќат секот со своето здравје. Тоа ми беше зборот. Добро, ви благодарам многу. Следната недела ќе имам гостин со кого за прв пат ќе отвориме темата.
Дали е возможно да се дислоцираат дел од јавните институции од Скопје во некои други центри во Македонија и на тој начин да се ослободи притисокот од одредени централизирани јавни институции, да се изврши некаква логистика, на одреден начин да дојде до еден нов обратен процес од Скопје кон другите центри во Македонија и дека на тој начин можеби ќе можеме да обезбедиме и порамноправен и буџетски развој и генерално кадровски ресурси да се најдат така натаму. Добро вечер за следниот гледач. Ало? Да, повелете. Добре вечер. Добро вечер. Ве поздравувам во студиото Благодарам. и сакам веднаш да напоменам дека оваа тема која стои на вашето гесло Груевски врати се, твоите истомисленици не се откажуваат од тебе, мене не ми се одвестува затоа што треба да гласи Груевски врати се, бидејќи твоите истомисленици се изневерени од тебе. Добро. Ама за жал, сите тие што се изневерени, освен често исклучоци, кога зборувам за некаква идеолошка матрица или за неговите следбеници, не така јасно се откажуваат од него. Иако, морам да признам дека во ова студио, во интервју со лидерот на опозицијата Христијан Мицкоски, тој на моето прашање како го оценува бегството, кратко и јасно рече скандалозно, но од тогаш натаму таа квалификација не е продлабочена и со јасна дистинкција од неговата политика која се уште лепди во филозофијата на своето изолирање на државата и во начинот на кој се уште се дозволува се дозволуваат некакви компромиси со криминалот и со носителите на јавните функции. Извинете, постои некое оправдување за неговиот акт и она што се случи во државата, затоа што представува на извесен начин сидро кое не влече на дното сите нас, без разлика на сето она во кое убедување е со своето политичко мнение. Добро, ви благодарам. Јас сакам директно да ве прашам. Јас сите гледачи ги подсетувам, но вас директно ќе ве прашам. Дали би биле расположени, дали мислите дека е добра идејата, чумо да се претвори во еден граѓански парламент, во еден граѓански форум во кој не мора да се разбира стотици, но десетина, 20 луѓе кои се подготвени на одредена тема да слушаат и да прашуваат, не мене, да ги прашуваат гостите, тие да ги искажат становишта, да бидат ова студио да биде својден форум за вас, не само телевизиски, зашто на оден начин телевизискиот контакт е добар, вам ви возможува една дистинкција на да речем условно слобода на искажување, но мислам дека како што јас да речем условно се перчам или се изложувам на ризикот пред вас камерите, би било добро. Мислам дека имаме доволно силно јавно мислење и граѓани храбри да ги кажеме своите становиште. Елем, дали би биле учесници во еден таков форум? Па не знам отворено што да ви кажам, меѓутоа навистина ова сето што се случува представува една голема недоверба на сето она што прво опозицијата се декларира и прави дека се залага, а всушност водачот е оној што спротивно го направи и спротивно се случува во државата и го чувствуваме сите ние, без разлика на која опција сме определени. Добро, сакате да речете дека рецидивите на политиката на Груевски остава траги и за ВМРО и во сите други општествени пори и граѓански пори во државата. Апсолутно. Ви благодарам. Благодарам и на вас. Пријатно. Да, пријатно. Следниот наш гледач. На моменти очекував дека по гласот би можел да ги испровоцирам и младите пред излегување да покажат одреден степен на комуникативност овие телевизиски дебати, но морам да кажам дека со значаен дел од
универзитетите разговарам да дел од студентските асоциации, дел од студенти да бидат исто така учесници во овие граѓански форуми на ЧУМУ. Добро вечер, следниот гледач. Добро вечер, ЧУМУ. Повелете. Идејата ви е интересантна во врска со тој форумот и би било интересантно да други луѓе да кажат збор два во врска со проблемите што тековно течат секојдневно. Ај прво за грижа си да кажам дека видите човекот што си отиде напатиран со многу пари во себе беше нормално дека ќе избега, бидејќи по тие бомбите што слушавме како се понашаше, се гледаше како човекот е криминалец. И криминалец нормално реагира. Ако може да избега. И сега вака се прашувам, вас лично да ве прашам нешто, например. Да знаете дека некој е терориста, подложен дека може да направи страшен криминал, како на Западов, да убие, да влезе у студио, да направи масакр. И вие, поред тоа знаење, тој човек го каните на телевизија да дојде кај вас на разговор. И он дојде Чекај. Не сме ние така наивни да мислиме дека... Не, сега да ви кажам... Паралелата не е најсоодветна, но знаме отприлике во кој правец мислите, но... И сакам да кажам вака. Да. И не би го суделе него прво би го суделе вас, зашто се дозволи да дојде човекот. Значи, прво сте вие одговорни. Сега тргаме. Големски избега. И сега бараме кој е одговорен, тоа е веќе месец дена. Па што мислите ви кој е одговорен? Па треба премиерот има полиција и суд. Веднаш кога им наложи да поднесат оставка од морални причини. А после нека се разјаснува процедурата кој е крив, дали тој агент, дали тој полицаец, дали тој портир. Али прво носителите на работата мора да одговарат. Оти тие што го организираат секторот на своето работење. И ако они немаат предпоставка дека тој криминалец кој што му е осуден може да му избега и да не направат никакви претходни да го задржат, тоа се одговарат одма автоматски. Не може тука да размислуваме дали е овој, дали е оној. Изјавата на Катиса од специјалното. Вели, па он се јавуваше, ние мислевме ќе се јавува пак. Ама ако сте мислеле, а човекот не ви се јави избега, автоматски оставка. Част и често направило сега. Меѓутоа грешката мора да си ја платат. Значи нема пардон. А ова се играме мачка и глушец. Се врти месец дена приказката да видиме кој е, зашто е, како е. Добро. Благодарам не може многу. така да биде. Ако луѓето што добија сега власта, рекоа дека ќе бидат 3 основни работи, рекоа. Честни, одговорни и транспарентни. Каде е одговорноста, каде е честноста и моралот? За оваа власт. Полицајецот прв мора да биде лично одговорен, морално одговорен. Дека неговиот затвореник избегал. Ако тој значи нема морална одговорност, тогаш не вреди да биде на таа функција која што е. Премиерот истото го зборам. Ако не може да го реши тоа да каже, господине Оливер, во твојата се случи таа работа. Ама ти чесен си, сите добри намери ги имаш, ама си ја сгрешил работата. Те молам, повлечи се, судот на јавноста го бара тоа. Тоа ќе добиме прав однос кон работата и кон одговорноста. А овака, сега ќе си играме мачка и глушец на месец дена, ќе се позаборави, ќе дојде друга приказка, на друга приказка сите ќе се залепиме, а тоа ќе се замени. И никому ништо. Добро, ви благодарам многу. Последниот наш гледач. Пред да пуштам еден краток слот на ЕПП, на реклами. Добро вечер. Добро, малку реклами и режија се враќаме повторно кај гледачите. Оние што ќе ви се јават, задржите ги 1 минута и пол. Искористете го неверојатниот празничен бонус од 16.000 денари и одберете го вашиот нов Samsung A7 смартфон по одлична цена.
Неодолива празнична понуда од Телеком. Овие празници одберете Smart M и споделувајте со 15 гигабајти мобилен интернет. Плюс со празничниот бонус од 8.000 денари одберете го вашиот нов Huawei смартфон по супер цена. Кафетин Колд, ефикасна комбинација за облажување на симптомите на настинка и грип, ги намалува болките, ја намалува телесната температура и секрацијата од носот и ја облажува кашлицата. Лекот содржи витамин С. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употреба и за несеканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. За вашето осигурување не размислувате често, но секој ден живеете со спокојот што ви го дава. Осигурете ги вашето здравје, домот и автомобилот и заштетете до 40% со новиот пакет Триглав Комплект Плюс. Триглав осигурување. Сите ваши сметки и плаќања на едно место и со еден допир. Бесплатно мобилно банкарство. Евростандард банка. Секогаш на дланка. Сакам сите да се среќни. Сакам да згрижам уште едно куќе. Сите да имаат широк поглед кон светот. Сите врати да се отвораат со насмевка. Сакам сите да ме слушнат. Сакам да сум дома. Сакам изненадувања. Празниците се за исполнување на големи желби. Изберете 15 гигабајт интернет за секогаш, заедно со нов смартфон по супер цена. Honor 8X за 379 денари месечно или Honor 7S за 0 денари. Само со VIP Postpaid. Повеќе за вас. VIP. Неурчиња на љубовта. Пелистерка. Претворете ги вашите ноќи во незаборавни магични мигови со перниците, јорганите и постелнината од новата Купон Плюс акција на Тинекс. Неверојатно меки перници и јоргани со антиалергиско полнење, кои нудат удобен и безгрижен сон. Високо квалитетни постелнини, изработени од 100% памук, достапни во повеќе дезени и бои, кои совршено се вклопуваат во вашата спална соба. Од 5 ноември до 20 јануари соберете купони и со соодветна доплата одберете перница, јорган или постелнина од македонскиот бренд Ацони и препуштете се на удобноста на вашиот кревет. Сонувајте спокојно и лесно со Купон Плюс акцијата на Тинекс. Овие празници со ништата се остваруваат. Изберете го најдоброто за вашето семејство и споделувајте ги празничните моменти. Сега со 15 гигабајти мобилен интернет. Плюс, искористете го неверојатниот празничен бонус од 16.000 денари и одберете го вашиот нов Samsung A7 смартфон или овој 4K Samsung телевизор со Blue Air прочистувач за воздух по одлична цена. Со празничниот бонус од 8.000 денари одберете го вашиот нов Samsung смартфон по супер цена. Поштовани гледачи, следите диалог со вас. Го очекувам и вашето јавување. Јас морам да кажам дека по подолго време од овој тип на контакти со нашите гледачи уживам. Уживам дотолку повеќе што давате мотивација, имате јасни детекции, прилично прецизни дефиниции,
многу по-мотивирачки барања за борба против криминалот. Еве, само што до сега сум забележал 7 теми кои се неисцрпни за мене како новинар и за вас како учесници. Уште еднаш ве подсетувам дека со големо задоволство ќе се обидам да во рамките на проектот на Чуму да го инсталираме овој граѓански форум во кој секој што ќе сака да учествува, ќе се најави и ќе биде добредојден во дебатите на одредена тема или на темите што заедно на од месецот би можеле заедно да ги дефинираме. Мислам дека имаме уште некој гледаш. Добро вечер. Добро вечер, господин Джонски. На упорно звонев да го слушните и гласот на помладите, пошто не пожеливавте. Добро, фала. Како ние размислуваме на темата господинот Груевски да се врати, пошто го викаат неговите обожаватели и слично, не знам како беше точно на целопот. Ние младите размислуваме сосема поинаку. И ние сакаме да се врати, за да си одговара и да ги врати парите што ги борџи на оваа држава. Например, како што нашите родители ние работиме, плаќаме даноци овде во оваа држава, а господинот бегалец, ќе го наречам, и осуденик веќе, со тие наши даноци и ние што ги плаќаме давачки на оваа држава, ужива, па уште зема и плата пратеничка. Јас тоа не можам да го сватам како млад човек. Тоа е најголемото лицемерство. Тоа е најголемото лицемерство и на актуелните политичари во парламентот, па и негово. Меѓу другото, повелете. И ние младите то навистина не го сваќаме од општа причина што знаеме во која општество живееме, гледаме што се случува кога луѓе за една неплатена сметка на МТВ се блокирани и не можат да користат средства, едвам врзуваат крај со крај. Господинот ни наш, што го барат неговите обожаватели, па не знам, никој не има кажено точна сума, само слушаме како од прилика со 8 милиарди изнесени, не знаеме колко е неговото богатство и неговата имотна состојба. И не можеме да сватиме како може кога човек те суди и одземени му се сите патни исправи, не е под присмотра од можно бедство. Зборуваме само за него општо. Значи во пракса на правото и во пракса на полицијата, осомничен човек е по 24 часовно присмотра. Особено кога на истиот тој најавува дека му се заканувале по живот, има 6 луѓе државни обезбедувачи од полиција и успева да им избега. Не можеме да го статиме ова. Мислиме дека ова се фарса на младите и дека важи она правилото. Имам пари, никој не ми може ништо и можам да се сунчам и да трајкам слики од скапи ресторани во Маđarска. Ние битолчани викаме Маđar 1. Ве молиме господине Маđar 1, вратете се во Македонија за ние младите да можеме да живееме подобро од парите што ги украдите. Фала ви многу и пријатно. Благодарам. Поштувани гледачи, мислам дека ја наметнавме темата, иако мислам дека тоа не е односно таа е централна тема, но има различни валерии на оваа тема. Уште само да ме информира дека утре во ова студио Јаданка Костова ќе ја допрашува вице-премиерката и министер за одбрана Радмила Шекеринска токму на оваа тема, меѓу другото, а тоа е дали и кога би можело да се утврди вина кај дел од власта за бегањето на Никола Груевски и како што најави обвинителката Вилма Русковска, до крајот на годината ќе се знае патешествието или како и избегал Груевски и евентуално кој му помагал, каква логистика или што пропуштиле нашите надлежни служби да го следат и да го лоцираат или да го заштитат правото пред неговото бегство. Добро вечер за следниот гледач. Добро вечер, Чумо. Толи? Ве молам, дали може да учествувам во емисијата кај вас за анализа на ситуација на Македонија? Можете. Одман да ви кажам, штом ќе го спуштите телефонот, оставете го вашиот телефон мобилен или обичен на нашата режија, таа ќе го запише, ќе ми го дае и во текот на наредните 2 до 3 дена јас ќе ви се јавам. Повелете, вие сте тој што прв изјазува желба да дојде, а јас ќе бидам приврзаник да дојдете. Повелете се. Фала многу. Ало? Да, повелете.
Не мислам да сеам на режија да запише бројот мој. Не, после кој ќе го спуштите. Ако имате да коментирате, окей, ако не, ви посакувам добра ноќ. Ако сакам да коментирам малку сега, само ме дадеш. Повелете. Ја до сега што гледам на телевизија, све едни исти луѓе како папагали повторуваат све едни зборови, исти зборови. Ниеден не направи анализа што ние добиваме во НАТО или што добиваме во Европска унија. Колку треба да дадеме ми членарина во Европска унија, колку треба да дадеме членарина во НАТО за да биме членови на тие две организации. Која обавезе ги имаме ние према НАТО или која обавезе ги имаме према Европска унија? Никој не направи таква анализа. Него сите како папагали покажуваат дека ние во Европска унија и во НАТО треба да влеземе. Ја колку што знам, ниедна држава НАТО не е одбранил. Него НАТО е трговачка организација која тргува со пари, со оружје. Што дадеш, што добиеш. И тука не гледам никој интерес на држава да учествува во НАТО. Само да момент. Чекај да ве молам. Чекајте. Да. Ако сакате да разговараме, треба да чуеме различно мислење или јас да ги кажам моите становишта. Прво грешка сте. Може. Благодарејќи на НАТО. Да. И на Обединетите нации, на квори на Умпредеп, Македонија остана жива, здрава и целовита. Тоа не смете да го заборавите. Тоа е број 1. Број 2. Што добиваме од ЕУ? Тоа што не е тоа доволно популаризирано, ја немам намера да бидам гласоговорник на властите ни на едната ни на другата. Но ќе ви кажам искуствено. Бугарија, во декадата додека е членка на Европската унија, има добиено меѓу 7 и 9 милиарди евра. Самиот премиер ги посочува инфраструктурните проекти што за време на членството на ЕУ по разните фондови и по разните линии ги има добиено бугарската влада. Ако тоа не ви е доволно, ви препуштам, а тоа е толку колку што е годишен бруто општествен производ на Македонија. Повелете. Тачно. Сега да ја контра да ви дам на вас. Ајде, кажете. Кога Европа внесува толку милиарди евра, чекај, не се слушаме. Кога Европа внесува толку милиарди евра, зашто од Бугарија 2/3 од бугарите се селија во Европа? Тие пари се внесени на непродуктивни производи. Тоа да кажам, патишта, све, за да може страна фирма, дали е Америка, дали е Германија, дали е Енглеска, вршат експлоатација на едното богатство и богатството на бугарите. А бугарите од тоа не добиват ништо. Ја ако работам, да речеме кај комшија, комшијата ќе ми плати колку што мисли да му плати, да ми плати. Никој што да ми даде поголема плата да ја дигнам глава. Него секој ќе ме држи на дното. Со тоа што и целата моја фамилија ќе работи кај него џабе, да не кажам. Това ти е Европска унија. Сите Европска унија што влегува се робови на Америка, Енглеска, Франција или Германија. Да збориме искрено. Добро, кој би ние работеле за себе. Целиот приход би бил кај нас. Ајде да кажеме да земеме рудникот за бакар што е. Колку има профит Македонија што има договор за таа работа? 2%. Па тоа не е ли срамота? Кажете ми. Голема брука тоа е. Тоа е експлоатација на наше богатство, а народот наш никакви интереси нема. Ајде да не зборам за други работи. Не, јас сега сакам контрапрашање. Ако мислевме дека влегувањето на странците е непожелно и експлоататорски, зошто ние, додека беше Бучим неприватизиран, со такви кадри што имаше, не си го работевме, како што можевме и фени да го работиме и да ги оставиме приходите дома. Зошто? Не сваќате дека... Чекате во еден момент. Во еден значаен дел различни технологии, различни пазари не биле достапни за овие деликатни стратегиски производи. И можеби и тоа е меѓу другото греф. Но факт е дека рудниците не произведуваат, не придонесуваат само врз основа на лиценците за добивање на експлоатација. Вие не заборавајте, например, за Бучим. Јас тука го слушав Николов, менаџерот на Бучим, кој рече дека 500 луѓе во Бучим го држат Радовиш. Тоа се плати, придонеси, кои не се под 500 евра. Поверете. Сега ќе кажам на вас една друга работа. Ајде. 500 луѓе работат, да речеме, за 500 евра нека работат. Што не работат за 500 евра, работат за 200, 250 или колку евра работат. Не е врска таа. Кога го имале мија Бучим и го експлоатирале мија,
од тоа што го вади рудата што ја вади, златото, бакарот што го вади, Македонија ќе рипне стадионот барем за 20%. Зборам искрено. Друга работа. Кажете ми вие на мене каков домаќин сте вие, ако ја као комшија ви диктирам што треба да правите, каде да дајте. Нашите, ние немаме политичари, ние имаме трговци. Какви трговци? Трговец кој продава своите деца, своите родители ги продава на друга страна, на друг инвеститор. Сите тие инвестиции се внесени кај нас. Целото заработувачка не останали у Македонија, си го носат они дома, а ние сме као робови кај нив, запослени. Додека ние произвели, ние кои би направили индустрија, целата таа заработувачка би останала у државата и би настанала, стандардот у државата би настал. И народот би бил повеќе задоволен. Една работа. Друга работа. Сите тие фабрики што се направени со нашите малумни луѓе. Ние ако ќе ми слушам преку телевизија ќе ми каже некој од Централен комитет на СДС или на ВМРО, ние ќе викнеме страни луѓе да ни кажат што ќе правиме. Абе човек кој не знае што ќе прави од денеска за утре, тој не е способен, не е достоен да држи ни фамилија, камо ли држава да води. Ја мислам една работа знам само. Ама рековте малце ќе коментирате, а дека другото ќе се чувате да дојдете во студио. Еве јас ве поканив да дојдете во студио. Не се трошите одеднаш. Ви благодарам што се јавивте, оставете го телефонот, се слушаме и се гледаме. Важи? Добро вечер. Ало, добро вечер. Повелете? Се јавам од Струмица. Повелете. Така, значи, за темата Груевски враќа, твоите истобисници не се откажуваат од тебе. Добро. Значи, Чомовски, јас така сум од Лига за демократија, од 90-та година сум во политиката. Во Лига за демократија? Да, на Маријановиќ. Добро, тоа е зачетникот на македонскиот плурализам. Повелете. Да. И ако во Србија кога беа демонстрациите против Слободан Милошевиќ, тогаш опозицијата бараше да се промени министрот на полиција и под притисок на опозицијата беше сменет министрот на полицијата. За последен месец истите овие што се бореа да падне министрот на полицијата рекоа да знаеме каков ќе ни пратите, овој беше прекрасен. Значи, јас сум еден што излегов на шарената револуција и се борев да падне груевизмот. Но нешто не падна груевизмот, дојде уште полош грујо, како да го кажам, не знам. Значи, ние на власт донесовме еден аболиран криминалец. Ние на власт донесовме еден човек што отворено бараше мито и корупција. И сега сите, еве, јас сум тврдам, и не сум Митко Ѓоргиев од Струмица, сум и презиме се, јавувам и телефонки останам и можам да ви дојдам да ви ги кажем. И сите криминали кои денес ги прави така наречениот премиер Заев. Еве, во етер на вашата гледана телевизија можам да ви дојдам со документи. Цел град е ставен под лихва. Знаете што значи лихва? Цел град со нивната банка Пеон е ставен под лихва. Имам комплетна документација. Цел град, еве. И сега еден тој човек е премиер. И сега ви кажувам во Струмица дека јас сум човек така, имав приватно радио, така сум комуникативен со сите, ни сум лев, ни сум десен, сум од Лига за демократија и сите ви тврдам дека 90% од луѓето од Струмица беа против груевизмот, против Груевски. Но сега тие луѓе, гледајќи какво зло ни донесе овој Заев, дали знаете вие дека Заев, цел град, фамилијата Заев и неговите пријатели, компањони, цел град го поседува. Дали знаете дека во Струмица нема ни една фирма што не е на фамилијата Заеви и на неговите компањони таму? Дали мислите дека тоа беше на законски начин? Не. И сега јас ви тврдам дека бегството, еве тоа, може да ме викнете во емисија, значи прво да ви докажам дека човекот со нивната менувачница Пеон врши ликварство, што е тешко кривично дело. Тешко кривично дело. Можам да ви докажам. Не разбирам, што е, чекате еден момент, ми спомнувате менувачница па банки. Сега да бидеме прецизни, ако е менувачница... Штеделница, еве, што е сега? Тоа не е важно. Еве штеделница, се извинувам, штеделница или сега има, не знам, ти го промени неколку пати името, неколку пати името го промени. Но, еве, тврдам дека јавно си име, презиме, телефонки ве оставам, еве, се прави лихварство. Значи, во нивната менувачница или сега не знам како е крстене се дават 2 пати, 3 пати поголеми лихви од дозволените на Народна банка.
Тоа е кривично дело. Луѓе ги осудуваат, сега едни ги осудија во Струга, мислам. Од каде беа задавање по големи лихви од дадената во Народна банка. И сега, Груевски... Чекајте, еден момент. И на темата да се вратам. Чекај, денеска имаме конкуренција. Еве, иако не сте ми најасен, документите може да ги имате. Не сакам ни да... Не спорам со вашите констатации. Меѓутоа да бидеме прецизни. Ако е тоа штедилници, ако некој отишол у штедилницата, тоа доброволно го направил. Зашто ние мораме да бидеме виновни затоа што тој некој бара кредит и ова. На крајот на криштата се согласил со билатерален договор. Друго е прашањето дали има други штедилници, други банки кои даваат кредити. Да, поверете. Вие сте во една авторитетна телевизија, во една авторитетна, мислам, телевизија, каде треба да го штитите законот. Според Народна банка на Република Македонија, никој не смее да дава поголеми кредити од предвидените на Народна банка. Целосно се согласувам со вас. Целосно, и тоа е точна информација. И самата понуда е кривично дело. Но тоа не е важно. Тоа не е важно. Важно е дека Груевски си отиде, падна од власт, не заврши груевизмот. Ние имаме сега СДСМ начело со Заев со многу потешки кривични дела, Гледаме како се делат тендери, гледаме како Гјушев овој како си ги вршат работите, но со такво судство ние се боривме против судството, така беше, излегувавме на шарената револуција. Ние се боривме против јавното обвинителство. И сега што ни донее? Дали мислите дека сето тој ворец? Значи, Груевски, според мене, треба да лежи в затвор. Според мене, сите кои бе на 27 во парламентот, сите до еден треба да одат в затвор. Какво е тоа 10 души да бидат помилувани, овој ще отвори вратата, по овој де треба од затвор да излезе. Тој го, не знам како се викаше од ВМРО. Овој што отвара вратата, овој ќе добие помилување затоа што ќе дигне два прста. Па тоа се, не знам, сакаме во Европска унија, али со такви закони тоа не може да биде. Мислам дека проблемот веќе не е Груевски, проблемот во оваа држава се вика Заев и неговата криминална дружина таму во СДСМ кои гледаме до кај ни донесува државата. Добро, ви благодарам многу. Останувате на ветувањето дека ќе дојдете во студио? Да. Оставите го телефонот да не ме барам по струмица и... Ќе ви донесам комплетна документација за лихварството на фамилијата Заеви во општина Струмица. Не, јас имам едноставно додека чекате една недела или две недели да дојдете во Скопје, таа целокупна документација доставете ја до МВР, до обвинителството, па да видиме... Дали мислите дека со тоа обвинителство, со таа полиција, па еве да и уште еднош кажам пред цела македонска јазна, бидејќи јас пријавив во полиција, сегде пријавив овие обезбедувањето на Заеви ме нападна со тупаници, со боксови и ми рекоа уште една дума против Заев ќе ме убијат. Ето каде дојдено, има и полиција, има и снимки, има и се. Добро. Еве го Заев кој вие сакате некој да го одбранете. Не бранам никого. Не бранам. Како што гледате, не ме прекинав ни во еден момент. Да, благодарам што не ме прекинавте, но тоа е вистината за од криминалец Зорен Заев. Добро. И да е 1% точно од ова што го кажувате, тоа е сериозна опомена за СДСМ и за Заев. Ако не особено... точно прифаќам јавниот обвинител да бидам осуден со најтешкото обвинение. Ако едно тоа што го реков не е точно. Значи јавниот обвинител на Струмица е јавно пред цела македонска да бидам осуден. Добро, ви благодарам многу. Се разбравме. Поштовани гледачи, немојте режија така нагло да ги исклучувате, ќе добијат впечаток дека ги цензурираме. Ве молам, држите се до тоа додека јас те се заблагодарам до крај. Следниот наш гледач. Добро вечер. Ало? Да, повелете. Добро вечер. Господин Човов, вие сте ми почитуван новинар и стварно мислам темата ви е погода Груевски врази за своите истовиственици не се откажуваат од себе. Бидете сигурни дека ние јасно од тие што не се откажуваме од Груевски. Груевски беше чесен премиер и на крајот доаѓа ситуација дека кога беше после Пржевскиот договор
постапаđanski договор, Груевски со 63 пратеника прифати да има специјално јавно обвинителство. А не беше со намера да трае специјално обвинителство да го гоне само Никола Груевски. Туку да ги гоне сите теши, ако има криминал и ако има да го гоне. А на Груевски, знаете кои му са предмети негови? Шамарите тамо во центар, што купил кола и овај Космов и шојата. Тие са предмети кои ќе го гонат Груевски. Груевски ако не излезеше, или ако идеше у шутка, ќе го отровеја тамо до сега. Потегло ќе го направи исправен и требаше да го направи. Иначе во шутка имаше надвора што се кружи дека тамо ќе биде отровен. Чекајте, од кај вие знаете дека ќе го тепат во шутка? Кажете ми... Слушнахме од граѓаните, од чаршијата го кажа тоа. Добро, сега ние нема да го претвориме телевизијава на рекла казала, условно да кажам, ама предполагам дека знаете колку јавни фаци некој од нив влегоа, некој беа во притвор и така натаму, па никој не беше утепан. И немојте да не правиме помалку филмови кои се тривијални, повелете. Микам Груевски беше пример, за пример. Пари толку земел. Зошто специјалната обвинителка не ги откри тие пари да се вратеа тука, туку на крајот доаѓа ситуација дека Груевски нема земано пари. Тоа се само нафрени, тоа се игрите на Заев. Добро, ви благодарам многу, ја ве препуштам на тоа ваше убедување. Иако мислам дека дури и вие не верувате во тоа, но интимноста и индивидуалноста не можем да ви ја спречам. Добро вечер за следниот. Добро вечер, Чамалски. Добро вечер, повелете. Добро вечер, Чамалски. Треба пред граѓаните да вистина реалноста да отвориме и да... Само еден момент, ве молам. Слушате го телевизорот и повторно да бидеме во контакт. Ова што се случува кај нас се една ршомонијада на информации, чисто само колку да се занемарат вистините пред граѓаните. Што мислите вие? Дали овој договор со грците Заев го направи СДС? Далек од нормален ум. Или гаранција, велиме, грчкиот премиер ќе го протне во Грција. Па логички тоа е се договорено, направено и мора да се спроведе. Втората работа, што се однесува до нашите проблеми. Чекате еден момент, а што мана ногите во тоа што кој, да речем, условно е односно инспиратор или кој е зад мизансценот на тој договор? Знаете колку меѓународни договори се склучени на меѓународна сцена со некако посредување, туторство и така натаму? Чорновски, видете, јас не наоѓам мана околу тоа. Тоа е и за поздравување, бидејќи кај нас до сега сите овие кои бева имплементирани или врзани како политичари ја водеа политиката, не најдоа за сходно да го завршат тој проблем. И се велиме 27 години сме имале проблем. Логика е дека некој мора еден ден да не седне на маса и да ни го реши тој проблем. И тоа е за благодет. Логика е со решавање на тој проблем се отвараат многу врати. Втората работа, велиме Груевски. Па што ќе ни го нас Груевски? Нас парите ни требаше ни ги земаа, не Груевски. Ама евете, еден гледаш пред вас рече, мене Груевски ми беше најдобар премиер. И сега што правиме? Видете вака, логика е дека во 11 години на Груевски многу луѓе си имаат офајдено и логика е тој што се офајдило, нема да го напаѓа. Тоа е жива вистина и тоа е реалност. Не можеме да бегаме од реалноста. Но, впрочем, не Груевски, сите политичари, ние треба да направиме една ревизија од 92 година се она што било во политика, да го докаже неговиот основен капитал како го стегнал. А тоа се знае они колку плата имали, колку можеле да стекнат капитал. И дефинитивно нашите пари се кај политичарите, затоа ги немаме парите и не можеме развој да имаме. Дури господинот што рече, Бучим го спомнавте. Па во времето кога Чифлиганец го изгуби Бучим, Бучим имаше милиони
чисти резервни средства. Викнете го Чифлиганец ке ви каже. Откако СДС и Чифлиганец се тргна тогаш во тоа време, Бучим се растори, се уништи, парите се изедува и се дадува пример буквално на страни инвеститори, логички, оној страни инвеститор што ќе дојде, не доаѓа да ни помага, нас не доаѓа да печели, брат. Тоа е нормален капитализам. Фала Богу. И третата работа, да кажеме, ние, ако сакаме ова наше општество да си го направиме како што треба, мора да сватат овие граѓани дека третата граѓанска опција на победок и ќе дојде. Мора да излеземе сите како едно граѓанско организирано општество и како граѓани сите заедно да излеземе прво да го разбиеме амбиентот на биполаризам. Ние сега имаме гета чомовски, ваква партија, онаква партија, национални партии, тоа мора да се уништи. Значи, ние сме сите граѓани, треба да излеземе со една граѓанска опција, во едно граѓанско општество, да изградиме граѓански парламентарци, да изградиме луѓе што ќе дојдат таму, за да ова од корен се смени. Добро, само јас имам една... тргне да се менуе како што треба во една констелација на граѓанскиот интерес и зборот власт, не постои власт чомовски. Кој може мене и тебе да ни биде власт, а ние го плаќаме? Тоа се граѓански сервисери. Во превод премиерот, прај министерот е првиот сервисер на граѓаните. Добро, да и министер значи слуга на народ. Фала Богу. Добро, ви благодарам многу. Искаче и ми вели, јас сум власт. Чија власт е он? Моја и твоја. А од наши пари го плаќаме. Он има решение за работно место вработен како премиер, како прв слуга на народот. Добро, ви благодарам многу. Дали има уште еден гледач и ќе го затворам овој обид да на даден начин да искажеме подготвеност јас кон вас и вие кон телевизијата еден и кон идејата во рамките на Чуму да формираме некаков граѓански парламент, граѓански форум во кој вие, поштувани гледачи, што ќе сакате доброволно, што ќе имате идеја, што ќе имате провокација, што ќе имате тема, да дојдете и да дебатираме. Меѓу себе, јас со вас, вие со соговорниците, мислам дека тоа би била една, ајде да не употребам, една агора античка во која секој се случува пред очите на јавноста и на гледалиштето. Дали имаме уште еден гледач и на крај завршуваме. Им благодарам на сите што се јави и на оние што ќе изчекаат, но бидете сигурни дека уште малку ќе имаме фора да дебатираме и во наредниот период, додека не стартува Чуму со својот полн капацитет. Поверете, добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Малку намалете го телевизорот и ваши се имаше една емисија, микрофонот е ваш. Да. Поверете. Благодарам што ме примивте на крај на емисијата. Значи, ваква емисија чомовски ве поштувам како личност. Но не ми личи, а? Ве личи, значи, многу ми е кеј што сакам да дебатирам, не знам колку минути има. Имате колку сакате, поверете. Да. Многу фер и се ви ја поздравувам емисијата во све најубаво. Сум ве слушал и во таа еден, и во Сител, и во секде кај што сте и гостувале, и кај што сте биле домаќини. Да. Да ви кажам дека во Сител не сум бил, само тоа да ви кажам, извинете. Да. Поверете. Да. И? Луѓето што 11 години диша нечист воздух, некои неубави работи и сега дојдоа да за година и не знам 5-6 месеци да зборат дека некој, па кажувам уште еднаш, некој дека не се уе дека Заев имал вака, така, мислам тоа е катастрофа. Но само еден момент, тука да ви кажам, јас се согласувам дека за години и пол дена не може да се реши. Меѓутоа, тој притисок граѓаните мора секојдневно да го вршат врз власта. Ако се уседат, ако се здебелат, ако станат крајно дефетистички чиновници без инвенција, ние нема да го решаваме тој проблем. И тоа е генерален
проблем на планетава, ние мораме да ги следиме тековите кои нам ни се случуваат и кои мораме да промениме цела една филозофија на зелена енергија. Господин Чомонски, да, значи, психологијата и педагогијата нешто е слично на тоа. Добро. Значи, ако теваме некако, како што теваме некој пред си ова тоа, нема да дојде на некое место како што тева некој што ќе ја води државата. Значи, 11, 15, јас доаѓам од село Бардовци и нема да се срамам у животот, живеам во општина Калпуш, во многу добра општина, што функционира. Имаме, па не знам, после некое време, најмлад може и градоначалник, може да го пофалам јавно и гласно, не само градоначалникот, цела екипа на општина Калпуш, со плюс цела екипа. Значи, на крај на премиерот, значи, може да му се захвалам, значи, имам 35 години, што до сега немало некаква дебата, значи, од новинари, све корумпирано, све нешто, не знам како да кажам, значи, све буквално лошо. Што придонесува Заев за оваа дебата што ја правиме? Што му се заблагодарувате? Заев не е крив дека Груевски избега. Што да му прави, да му затвори? Добро, ја не се согласувам со вас. Ја живеам во Карпуш, имам сериозни забелешки на раководењето со општината, особено во околу во почитувањето на урбанистичките решенија и на еколошките стандарди. Нешто е сјајно, али не треба, не гледам дека има криминал во водењето како некој што се водал и вика, јас нисум партиско определен, ни некому запоставувам или нешто у тој смисол. Мислам дека треба Груевски, значи нема вести, значи гледам Сител, гледам Телма, гледам вашата телевизија ТВ, гледам многу доста емисии, значи освен Груевски друго ништо не се збори. Па оставите го, нека си оди у Будимпешта и тоа му е. Што ќе прави? Бегавец, тоа е. Нема нешто враќање, нема што има да правиме муаве. Од некому емисија нека. Ви благодарам многу, бевте последен, со многу емоции и со многу енергија настапивте. Јас се надевам дека ако сте подготвени, ставите го телефонот, можете да бидете овде дел од think tank групите кои ќе ги правам како граѓански форум. Ви благодарам уште еднаш, поштувани гледачи, нема постојано ова да го правам, уште се и јас со многу страст се внесувам да се проверам, да ја видам таа конекција и живост на граѓанскиот став и на идејата дали би можел да ја реализирам со ребрендирањето на Чуму со еден граѓански парламент, зашто мислам дека граѓаните не заслужуваат да бидат само публика, туку да бидат активни актери на нашата долгорочна дневна, па и политика која не засега сите нас. Поштувани гледачи, тоа беше дел од идејата за граѓанскиот форум во рамките на Чуму. Сега уште еден блок реклами, а потоа ви нудам да видите еден интересен разговор на нашиот Боријан Јовановски со неговите грчки соговорници, особено од влијателните think tank Алија Меп од Грција и аналитика од Македонија. ЕПП и потоа најава за овој прилог. Искористете го неверојатниот празничен